Машала, Слаки, машала. Слаки, ти се работи тебе, а? Ти се работи? Па во Република Северна Волкоебина нема кој да работи, Слаки. Имаше право зоќе. Блескаме, Слаки. И тоа блескаме до вжештување. Сите работоспособни млади и 30% стари ги извезовме на запад, останаа само магарињата, оние истренираните од европските образовни проекти. Па да знаевме дека толку многу ќе работи извозот, немаше толку да запнуваме, бе, ама шо е тука е? А тука газдиве на фирмиве се жалат, немат луѓе, немат кој да работи. Многу глупа влада сте. Многу глупа. Донесовте закон за 18.000 плата, ама нема кој да ја земи. Мајка, да земи. Имено, газдиве пуштиле огласи за факултетски образовани по можност магистри, со познавање на неколку јазици, по можност и албански, возачка дозвола за шлепер, за да ускочиш кој ќе треба, нулта позитив крвна група, ако му затреба на газдата и фамилијата, компјутерски вештини од Word програмирање, нели, поставување на компјутерски мрежи, познавање сметководство, со опција доплата во плата од 1000 денари ако се знае кандидатот да води двојно книговодство, нели не? Не знаете на мафија двојни познавање на маркетинг треба да има за социјални мрежи, да знае да снима видеа, да знае да пее. Да пее Кармен, да пее, да знае монтажа во премиер, основен курс по готвење кафе куварлук. Кафе куварлук, така е, не е она друго. Платата е 18.000 денари и ќе почнете да ја зимате по третиот месец, нели, при правнички стаж, кој се води неплатено. Сега, работодавциве не можеле да најдат работници за овие одлични услови кои ги нема ни во Шведска, затоа што во Шведска нашиве газди би копале канали и би местеле кабли. Па уште се жалат преку медиуми, а кога даваат К-15 бараа да им го вратиш, тогаш не, никако медиуми. Кога вработувате секретарка, истата треба да ви биде швалерка, кафе куварка, чистачка и психијатар за 200 евра, тогаш не викате медиуми. Таа е све супер. Кажи им, бе, Слаки, кажи им. Ај, Слаки, кажа. Машала, Слаки, машала. Или кога, например, доцните 3 месеци со плата, а на синот и на керката им паркирате автомобили од 100.000 евра во дворот на фирмата, додека вработените ги бројат ситните пари во джебовите да им купат леп на децата, да имат нели што да јадат со маргаринот, тогаш никако медиумите не постојат. Медиумите антепортас има да седат пред врата. Мукла! Кога не плаќате социјално и здравствено, тогаш не викате медиуми да им објасните како тоа вие се лечите кај Лешан Митрев, а вашите вработени со бајачки и чајви и ракија се лечат. Па викате тогаш медиуми може ќе успеат да направат приказна за фирмите во Севернава, Волкоебина. Истите тие бизнисмени на кои им се забрани да стават македонски производи на налепниците, сега плачат дека немале работници. Па се додека му служите на зоќе нема ни да имате, затоа што неговава вештачка држава на чело со неговиот потрчкотаче не се потпира на економски закони и правила, туку врз база на корупција и клиентелизам. Ако ги имаш таква состојба, луѓето заминуваат да си го бараат лепчето надвор. Сургун чопек, ауфидерсин. Но највеќе гладта го тера човек на многу работи. Највеќе му ги отвара очите. Ширу му ги отвара, вака ќе го ококори кога си гладен, вака си ококорен, цел си ококорен, гладен су ми се јаде. Но ми се јаде, ми коркора цевата, ми коркора. Колку напатени луѓе гладни со отворени очи, ококорени ви прозбореа, ви откриваат секој ден, ви се жалат, ви плачат. Газди мои, со честни исклучоци, нели тука пак правам некоја дистанца. Спремете се за финалето. Ке немате работници, ке мора да ги платите, да ги чувате како да ви се фамилија. И повеќе од фамилија.
Како во Јапонија ќе треба да ги чувате. Не се надевајте дека тачили овој црпко ќе ви донесат ефтина работна сила од Сирија или Авганистан. И Господа може ќе избега од овде бе. Концентрирајте се на постарите граѓани, платете ги достоинствено. Младите виши онака не ве клацкаат и со право не ве клацкаат. Џопет сургун ауфидерзен. Започнате процесот. Ауфидерзен. А овие млади ќе го вратат сјаот на Македонија, во тоа ви ветувам. Затоа што не клецкаат жива сила, а ако не ги почитувате, ќе го јадете дебело. Ќе го јадете. Путин? Путин звони. Ке му се јавам после. После ќе му се јавам. Стај го на холд. На холд стај го. И поздрави го. Само да завршим го барам. Ако не ги почитувате младите, како реков, ќе го јадете дебело. Кај да е откако ќе пропаднете, а тие ќе сгазат, ќе отидат нели надвор, ќе дојдат после тоа овде и ќе ве купат со се партали, со се гаќи ќе ве купат, нели ако ви останат гаќите, нели однапред жуто од позади кафеаво. Благодарим.